Како по обичај, јануари е резервиран за ракометот. Месецот во центарот на вниманието во Македонија повторно е ракометот. Наред е светското првенство и тој ќе играме тука блиску, во Вараждин. Фалангата е спремна и таа може да биде клучниот играч за пласман во следната рунда. И нормално очекувањата се победа. Чекај малку. Полека. Реално па и треба до некаде да очекуваме победи. Лазаров најуспешен тренер во 2024 година. Ракометната репрезентација најдобра селекција за 2024 година. Очигледно, ракометот спорт еден во Македонија. Па нормално дека очекувањата се високи. Подготовките поминаа, врвот беше пријателската со Хрватска. Водевме на полувреме, на крај загубивме со 2 разлика. А Хрватска најавува медал. И сега очекувањата се уште повисоки. Ама очекувањата и реалноста овој пат немаат врска едно со друго. Може ли оваа подмладена Македонија на Кира Лазаров да ја помине групата? Или како до втората фаза на светското првенство? Ај со ред. По група се Унгарија, Холандија, Македонија и Гвинеја. Ни треба една победа за пласман понатаму. Ама против кого би требало да имаме таа победа? Уште кога Лазаров го објави списокот, одма стана интересно. Ги нема Талевски и Томовски после долги години. Воопшто не се сложувам со тоа. Пазете го ова. Македонија нема да има ниту еден ракометар кој игра во екипа надвор од Македонија. Сите играчи се од 3 екипи. Алкалоид, Еврофарм Пелестер и Вардар. Може би најголемата предност се биде нашата воиграност. Повеќе од половина играчи играат во Алкалоид и тоа колку и да предизвикува нелагодност кај дел од нас, тоа може да се покаже како нешто добро. Ниту една друга селекција нема толку играчи од еден ист тим. Толку играчи кои што постојано се заедно. Ама ајде да го видиме планот на дело на светското првенство. Прво, играме со Унгарија. Унгарија имаше 29 играчи на нивните подготовки за светското првенство, вклучувајќи 4 кои играат во Бундеслигата. 11 од овие играчи нема да играат на светското првенство. Кои се најдобрите? Роналд Миклер ќе биде на голот, а во нападот главни играчи ќе бидат бековите Ричард Бодо, Џерџе Фезекаш и Зоран Илич. Унгарија секогаш се пласира во топ 8 на големите надпреварувања и воопшто не се сомневам дека така ќе биде и сега. Реално треба да има 3 победи во групата. Значи, да не се надеваме на бодови со Унгарија. Што вика Лазаров? Ние само сме фокусирани на првиот натпревар на Унгарија. Знаеме дека се работи за квалитетна репрезентација, учесник на последните олимписки игри. Знаеме Унгарија колку вложува за спортот, гледам и нас ни помагаат во последно време, на секаков начин. Така да ќе имаме една сериозна селекција за противник што во првото коло. Следен меч, Холандија. Холандија беше една од репрезентациите со најголем и најбрз напредок во ракометот. Сега селекторот на линијата, швеѓанецот Стефан Олсон, повика вкупно 16 играчи. Половина од нив играат во првата или втората Бундеслига во Германија. Има добар тим со играчи како Кај Смит, десниот бек на Фленсбург, како и членовите на Парис Сен-Жермен, Дани Бајанс и Лук Стейнс. Репрезентација која што го игра најбрзиот ракомет во Европа. Ова Лазаров го кажа, не јас. Доаѓа изгодната Холандија и нивниот можеби најбрзата репрезентација во моментот во Европа, начин на играње. Значи, со Холандија тешко. Фаворити се реално се поквалитетна селекција, така да тешко. И доаѓаме до нашата најголема шанса. Гвинеја. Највеќе ќе се задржиме на Гвинеја затоа што реално тоа не е најголемата шанса. Уствари, дали е Гвинеја најголемата шанса? На прва изгледа така, ама кога ќе истражиш малце повеќе, Гвинеја воопшто не изгледа како лесна селекција. Дебитанти се, ама нивниот пласман на светското првенство воопшто не е случаен. Прво за селекторот. Деко се врати во улогата што ја остави пред 18 месеци кога ја презеде челната позиција на женската екипа на Тунис. Си замина од Тунис и повторно се врати во Гвинеја, каде важи за човек кој го разви ракометот. Французинот е испреплетен со поновата историја на западноафриканската нација и ракометот, помагајќи да се надгледува целиот развој на нацијата на глобалната сцена во неговата улога како национален менаџер. На тој проект работи 12 години и пласманот на светското првенство е круна на таа работа. Гвинеја има мешавина од таленти ширум светот, а најголем дел од играчите играат во Франција. Голманот Пиер Рубенс игра во Трембли и беше изгласан во All-Star тимот на африканското првенство. На десното крило е Тео Лебон од Сент, централен бек, а Джири Ивен Карчари, кој што игра за Анже. Тука се уште неколкумини играчи кои што играат врвен ракомет во Франција. Да, фаворити сме. Ама овој меѓусебен дуел помеѓу Македонија и Гвинеја може да се покаже како клучен за пласман во следната рунда. Така да, нашиот фокус треба да биде Гвинеја.
Во групата и Гвинеја, каде што можеме да се прогласиме за, ајде така да кажам, некои си благи фаворити. Ако имаме една победа, одиме понатаму, каде што ќе вкрстиме со најдобрите 3 селекции од групата во која се Франција, Катар, Кувејт и Австрија. Мотиви има, очекување има, а има уште 2 милиони други причини за добар резултат. Ракометната федерација и владата на Македонија обезбедија добри награди за ракометарите. По 1 милион денари за секоја победа. 1 плюс 1, 2. Тоа испаѓа некаде за секоја победа по околу отприлика 100.000 денари за секој ракометар. За секоја победа. Дечки, чекаме повеќе од една победа. Пласма во главна фаза секако, ама чекам и повеќе. Ајде повторно да уживаме во ракометот. Јас сум спремен.